Како ја оценувате состојбата односно меѓуетничката состојба во нашата земја? Па ние не можеме да ја оцениме зашто во моментот ние како да немаме меѓуетничка состојба. Ова е моje видување како граѓанин на Македонија повеќе години, зашто во последните 2-3 години ние немаме слободно говор, немаме обичниот граѓанин нема пристап до централните искажувања во централните медиуми. Значи, едноставно, како да сме тргнати некаде на страна и се чека само кога ќе донесе некој одлука, дали тоа ќе бидат некои избори воредни, неворедни, редовни, нередовни. Мислам, у тој контекст е. Сега, зашто тоа така ни се случува, тоа го кажале многу исакнати професори. И јас го ценам тоа, не би сакал сега у моментот да ги спомнам видите имиња, биќе сепак ги ценам и имаат луѓето имаат повеќе од 70 години, ама беа во неколку презентации и она што го слушав од нивното излагање, навистина јас чувствувам дека ние сме како у некоја пауза, у некој стопиран филм со некоја можна ситуација на подобрување. Велам можна, ама таа можна дали ќе биде во оваа голема економска, енергетска и војна ситуација, тоа останува прашање големо. Дали постои дискриминација и поларизација во нашата земја? Секој ден, секоја минута. Штом некој не дава простор за обичниот граѓан или нема грижа за тоа, дали денеска ќе можеме да го преживееме денот, а што треба да очекуваме? Мислам и да направиме некој критичко наше излагање или да побараме ова, некако се наоѓаме во ќорсокак, така наречено. Сега, за да се врати надежда, потребен е активен диалог, потребен е активен разговор. Ама ние сега тоа го немаме. Ние си имаме само пораки. Што ни се случува со комшиите од Бугарија, кој народот таму што е, и нашиот, сите ние од Македонија, како обични граѓани, ние немаме проблеми. Меѓутоа, зошто на толку високо политичко ниво ни се рефлектира сите ние да го плаќаме, а никој досега не видовме дека од високите така наречени класи и личности, зошто велам класи? Па има луѓе кои се успешни, до вчера беа на позиции добри, а сега на одредени сајми се покажуваат како успешни бизнисмени. Па сето тоа што го стекнале, сигурно не е преку ноќ или на лото добиле. Не знам, навистина многу енигми во денешниот начин на живење и затоа токму ова ме потикна вашето вашето согледување, вашата иницијатива за тој мултикултурен живот или можам да кажам пристап, комуницирање, зашто навистина треба да се оживее. И јас потполно ја користам можноста и испраќам моје видување, моја порака, не само како Ашмет Ледовски, туку и како во име на Националноски центар, каде исто се обидуваме со ширење на информации, со комуникација и со седнување, со можно седнување за диалог, да едноставно се обидеме да излеземе од енормната, најтешка ситуација што после Втората светска војна ја имаме. И сега може да сватите, значи, каде е прашањето на етничкиот концепт, мултикултуризмот и сето останато. Тој кај нас живее во душата. Ние како обични смртници, ние немаме проблем. Од било која нација, религија, пол, значи,
навистина, но меѓутоа национална припадност, но меѓутоа има фактори кои како да имаат негативни струи, кои струјат кај нив и целото време прават да стагнираме. И таа стагнација всушност ни направи еден голем вирус. Го поминавме вирусот на пандемија, сега го имаме вирусот на голема криза. А од друга страна можете, никој мислам дека од граѓаните не сака да има војни. Ама ние не сме виновниците што се створи војната. Ние не сме виновниците што треба да плаќаме огромни шоковни цени. Не до тоа дека ние не сме, туку ние до кога ќе издржиме е прашањето. Без оглед. Значи сите сме сега значи од сите граѓани на Македонија сме во еден многу тежок процес кој не знам, некако му треба некоја додатна инфузија. Ни треба некој лек што навистина или не вакцина, бидејќи со вакцините се види дека и тоа било голем бизнис. Него на нас ни треба лек што ќе е наречен природен. А природниот лек се вика комуникација, разбирање, љубов, почитување и еднакост. Што мислите за стратегијата Едно општество за сите и кои би биле вашите препораки за новата што се прави тригодишна стратегија? Па, видите, ние сите бевме назад неколку години у тој период учесници на тој процес. Мислам, онака како идеја, како дефиниција, не велам дека отстапуваме и дека не треба да бидеме дел, треба да апсолутно да бидеме дел, но меѓутоа со сите случувања, поаѓајќи од центарот на Европа, од Брисел, па одејќи на кај источните земји, па одејќи на кај нас, така наречени западни земји, кои треба да молат и да чекаат влез во Европската Унија, биѓи така веќе доаѓа прашањето, и сега ќе видиме што ќе бидне овие денови, како е, но меѓутоа тешко ќе бидне. И ако збориме за стратегијата за мене ова сега што треба да се планира, всушност не можеме да кажеме дека е видлива и дека може да се реализира во практика, бидејќи ние уште не сме ја завршиле првичната која беше добро структурирано, направена со добра базична основа, ама меѓутоа со големи високи задолжувања. И во регионот, нели, на ниво на корупција, на ниво и во светот сме на некои убави места. Мислам, убави, кога викам убави, тоа се негативни места. А од друга страна, ако сакаме да обстанеме, ни треба навистина волја и одговорност. Ама во моментот стратегија насекаде, па и во приватниот живот, тоа е желба, тоа е правило, кое ако се почитува, може да согледаш колку си успел, колку не си успел. Но меѓутоа ние во државата не правиме само проценување. Ние не признаваме нешто што не сме успеале или нешто што ни пропаднало. Дури у последно време ние немаме и од највидните луѓе што треба да дадат одговорност, немаме ни, а ни се случија многу. Горење на луѓе живи во болници, сообраќајки, не знам што, онака. Ние не слушавме дека некој дал оставка. Значи, каде е таа човечност? Јас го кажам ова од чист мој аспект. Мислам како човек, како личност. А од друга страна, како поминуваат годините, јас се повеќе некако посакувам да дојде таа нова енергија, за да може да се направи додатен некој правец, некој адитив, како да го кажам, што би можел на новите генерации да им биде посигурна идината. Бидејќи вака, ние немаме сигурна идина,
Тоа се гледа. Се повеќе имаме принудна миграција. Последното прашање за вчера, мислам дека сите ги заинтересира, што ги правиме ако ги снемаме стручњаците, докторите, значи, а немаме нови кадри, тогаш се прашуваме како. Значи, сите имаме многу повеќе прашалници отколку солуции. И сега вие ви прашувате за стратегија. Ама како можете да работите на стратегија кога веќе не сме ги изреализирале претходните одговори кои требале да ги подготвиме, а велиме, ние ги исполнивме. Да, на хартија ние ги исполнивме побарувањата, стандардите и ги прилагодивме према европските процедури и закони, но меѓутоа дали тоа во практика е присутно. Тоа е прашање кое бара потворена дискусија и мислам дека вашиот медиум, вашиот начин на пристап и вашето информирање, а и на сите други, може да дадат, ако не повеќе, одреден процент во сменување на правецот и на политичките идеи и политики за да имаме надеж во животот.